Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата и ваша сакана емисија Гответе со Драгче. И денеска позитивно, многу со позитивна енергија кон вас, а вие ќе ни возвратите со многу убави коментари, се разбира и бакнежи кои ги добиваме под секоја наша фотографија. Ве поздравувам од срце, па каде и да сте и со кого и да сте. А на самиот почеток ги поздравуваме и нашите пријатели на емисијата. Ги поздравуваме Стокомак и да погледнеме дел од производите на Стокомак. Ајде да погледнеме дел од производите на Стокомак, кои што ги имаме на нашата полица, но вие, драги мои, оние производи кои што вам ви се потребни за секојдневието, за вашиот доручек, ручек, вечера, може би за нешто благечко, како што велам јас, или пак да однесете подарок, посетете ги големите маркети на Стокомак, каде можете да си најдете производ кој што вам ви одговара. Да си ги поздравиме Стокомак и за новата продажба или новата линија, како што ја нарекуваат тие, Македонка, налепници во црвено на рафтовите на Стокомак, каде што посебно можете да пронајдете производи со македонско потекло. Ги поздравуваме нашите пријатели, производители од нашата ни милна Македонија. А вие купувајте македонски производи, со тоа ги стимулирате македонските производители. Поздрав и до нив. Да си ги поздравиме нашите пријатели од мини трговскиот центар Мост се наоѓа на Пластичарската улица, до самиот мост, на вистина со преубави апарати за вашето домаќинство, плюс апаратите за вашето домаќинство, можете да најдете баш се за вашето домаќинство. Ке забележите, ние веќе ќе имаме и овде убави украсни чини на нашата маса, а нови апарати со кои што ќе работиме исто така, но доколку ги посетите и ви е потребно да го украсите вашиот балкон, можете да си купите на вистина убави гарнитури, потоа убави стази за вашиот дом, теписони, убави елементи од мебел, исто така и лустери за оние кои што веќе се вдомуваат или пак сакат домот да си го направат поинаков. Значи се за вашето домаќинство во продавницата Мост. Си ги поздравивме и Мост, а сега да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско со вомеснати производи кои што на вистина се вкусни. Јас многу пати кажувам, пак и овој пат сега ќе кажам истото, дека доволно е да земете и само еден производ, едно подпечено лепче, па можете и два, нели зависно колку членови ќе бидете, да ручате со една убава салата, а можете и да си понесете на одмор, на пикник или пак оние љубители на лов и риболов да си бидат со убави пакувања на ПК Беско. Да си ги поздравиме пријателите од ПК Беско, а вие уживајте во вкусовите на убавата храна од ПК Беско. И морам да ви кажам, денеска сум посебно среќна и едва и чекав да ми дојде на гости, мојата драга пријателка, по потекло е од Македонија, но долго живееше во Палестина. Приказката за љубовта помеѓу Македонија и Палестина ќе ни ја раскаже таа, но денеска ќе ни направи еден убав специјалитет кој што е исто така од Палестина. Си ја посакувам или си ја побарувам мојата дали да добре дојде. Добре, да. Колку си ми убава мака. Прекрасна. Убаво ми изгледаш. Повели од оваа страна, малку да направиме муабет пред да започнеме со нашата емисија. Моравме да подготвиме повеќе работи кои што требаше да бидат подготвени, за да ни биде на време оваа наша специјалитет спремен. Да. Кажи го на твој начин, да не го погрешам јас. Значи, прво се вика едењето маклубе. Тоа арапска храна, позната во секој арапско свет. Користиме пилишко, карфиол, се става и компири и се става и моден патлижан и со ориз. Треба да видиме прво да го вариме пилешкото, па второ да пржиме карфиол, па да пржиме компири, па ова све да биде пржено и на крај се стават заедно во едно тенџера и си
се превртува, се превртува, така го да. кажуваш ти. И ова е денето го симпатично. преме денеска, да. Добро, еве веќе пилешкото ни се вари, го ставивме оризот како што ни кажа да откиснува со топла вода во малце. топла вода. Тавчето ни е подготвено. Сакам да започнеме со она љубовна приказна на твојата мајка и татко. Ајде да слушнеме како дојде таа љубов. Татко ми тука има студирано на факултет и мама исто на ист факултет се познале. Си сакале, Се засакале. си заљубиле и Така. тука сум родена во Македонија. Кога имав 3 години татко ми заврши факултет и нели се заљубов, мама отиде таму во Палестина. И до пред 8 години живеев таму. Како се за љубов, убаво тоа Се го за кажа, љубов, се за љубов, мама отиде во Палестина и Да. таму продолжи да живееш и ти и Така. да студираш. Така, да. Кои факултети таму ги заврши? Имам завршено електроника. Електроника, така, браво. А тука си преведувач Да, на работам тука преведувач арапски и македонски. арапски и македонски. Јас ја поставив тавата. Може сега да ти да можеш на почнеме. арапски да ги поздравиш гледачите на Канал 5? Можеш да кажеш на арапски здраво на сите? Мархаба алал џамија. Денеска се гледаме на Канал 5 телевизија. رح نلتقي على قناة 5. Да. عندنا تصوير اليوم لطبخة مقلوبة. Ке направиме убав специјалитет. رح نطبخ طبخة مقلوبة معروفة عند الكل، طبخة فلسطينية. رح تكون كتير طيبة. Колку убаво звучи. Фала Преубаво многу. звучи, многу убаво го Може кажа. да почнеме. Можеме, веќе ја поставив Може прво да тавчето. ставиме зетен ако може. Така, масло да поставиме. Масло. Дали ни е потребно повеќе или помалку? Кажи ми Малце ти. поише, до Добро, пола. а ти ќе почнеш да сецкаш. Да. Така. Еве, јас додавам масло. Ако е потребно, ќе додадеме плюс. Може. Ете така. Еве ти го ножето, што сакаш прво да Значи, сецкаш. ова го спремавме за пржање. Сега треба да фатиме компирите да ги Мора да вака почнеме. да ти стои заради нашите Окей. камермани да ги доловат сите ете така работи. И морам да На кажа... круг треба да ги пржеме, да Така. ги сецкаме. Морам да кажам дека ти си донесе и Зачини. зачини, арапски зачини. Да. Еден додадовме во пилешкото додека се вари. И тој е во вид на стапче, Тоа е симец. цимет, Значи, да, така. тоа е симет. И рековме да ги извадим мирисите доколку ги има невкусни, неубави И мириси. ставивме плюс пола кромит, исто. Пола кромит да се вари. Еве сето ова, јас верувам дека моите колеги ќе дзирнат овде со камерата како ни се варат. Сега ќе ставиме и другите зачини и таму. Така. Овде. Добро. Ете како убаво се снаѓаш. Од каде љубовта кон готвењето? Јас од Од 16 мама или години од почнав. Па мама, од неја се научив македонска храна да Така, готвам. така. Да, и од тато арапска храна. Браво. Значи, и мешаме и така и така. Ама почнав на 15 години прв пат готвив Така, и тоа ми беше малубе. Исто Ова храна, е да. специјалитет. Да. Браво, браво. Значи тебе ти одат и македонските Да, и да, и понекогаш знам да гледам нешто рецепти од интернет, од кинеска храна или од Мароко, на пример, или од друга држава и сакам да пробам. Многу сакам да пробам различни готвини од различни држави. Затоа и кажав, јас ти си специјалист за храна. Браво, браво за тебе. Браво за тебе. Да ги додавам ли компирите да се пржат? Може да така? почнеме. Добро. Ајде, јас ќе ги веќе подготвувам. Ајде од ова страна. Да ми одат. Полека. Сите ли заедно сакаш или поединачно? Може, да. Може. Добро. Малце само да фатат боја, не треба да бидат, така, да, не затоа што треба ќе да. ги вариме, нели? Да. Добро. Повели, еве ти. Сега ќе ставиме малце една лажица од овие зачини, овие мешани зачини, 7 зачини. 7 зачини, Да. Не добро. се од тука мислам Лажичка да, ти ако дадам. може лажица. Ете лажица. Добро, имам таму поставено лажичка. Ќе ставиме малце Ајде. и другото ќе го ставиме во другото тенџере.
Ајде и овие покажи ги. Овде имаме полно Сега. зачини да ги... Нема да се караме. Не. Ке ставиме Ајде. една од овие. Така, да. Симет ставивме, сега ќе се става ловоров едно. лист. Да, И таму има школијадар, Малце, па да. мешани, некои други зачини, како што ги видов. Куп. Ама многу убаво мириса. Прекрасно. Браво. Па тоа го дава вкусот на готвењето, значи зачините. Зачините. Ќе го ставиме уште 10 минути за да биде накисано за све заедно. Да. Сето ова си го работиш овде од оваа страна. Добро. Кога ќе се пржат компирите, ќе пржеме И карфиолот. Ќе го сецкаш ли карфиолот? Не, мислам го сецкавме, така треба, малце само да намалиме. Малку, добро. Да. Добро. Еве. Јас помагам колку можам. Фала ти многу. И сега, ајде да ми кажеш, која храна ти е повкусна? Македонската или палестинската? Не можам да делам. Не се дели, нели? Има, мислам, храна во Македонија, што не сум ја пробала само освен во Македонија. И затоа се заљубив во македонска храна, не можам да кажам не. Значи највише граф или тапче ориз, тие работи никош ги нема таму. И многу ги сакам. И македонска храна и арапската храна. Добро. Мешаме. Мешано е Да, добро. мешано, да. Бидејќи имаш две дечиња, сакам да прашам како тие се снаоѓа со јазикот. Кој јазик повеќе го говорат, бидејќи си живеете во Скопје и сигурно македонскиот повеќе? Пред 8 години кога дојдовме не знаеле ништо македонски, ама моравме нон-стоп само македонски да збориме и сега 90% подобро македонски, ама и арапски знаат малце. Браво. Да. Браво. Или сега градинка па школо и цело време македонски се збори, перфект македонски зборат. А дома учите по нешто и палестински? Дома повеќе збориме со татко ми арапски, со децата од навика што они се навикнеле повеќе македонски. Ама и ти се заљуби во друго момче, не македонче. Не само мама. И карфиолот ќе го додадеме. Да, и карфиолот. Добро. Хајде, и карфиолот ќе го додадеме. Добро. Така целосно како што ми кажати. Колеги, да ги покажеме. Овие се од МОС. Значи новата колекција од МОС, на вистина интересна и убава. Еве, тука и ќе ги вратиме, ми рече Далида, откако малку ќе ги подзапржиме. Само малце да додадеме масло. Уште малку масло. Ајде, повели, можеш слободно. Колку мислиш дека е потребно, јас додавам по мој начин, но рецептот не го познавам, затоа ќе додадеш ти. Добро, нема никаков проблем. Треба да се смени малце бојата, за да биде како, мислам, малце потемна. Значи можеме да ја зголемиме и температурата. Може. Добро. Само ако може сега ќе провериме пилешкото, дали оке. Повели. Тоа со вилушка го пробаш. Можеш ли во овој тањер? Може. Или да ти додадам друг? Може. Ајде. Ке се радуваат нашите пријатели од МОС, затоа што, еве, првите... Да, окей, мислам. Добро е, значи треба да се сецка, така? Не. Исто вака треба да стои. Да, само да го Браво, извадиме. ова ти е некој твој рецепт кој што стварно зачудувачки на големи парчиња, но убаво на крај да испадне. Да не се тепаат за месо, да не се караат потоа кој има повеќе месо, кој помага. Не знам, може. Може. Кој беше ново? Да го исклучиме? Да, ако може. Добро, можам слободно. Добро. Еве вака. Слободно стои си, јас ќе го исклучам. Сега ќе чекаме малце да се држи. А модриот патлижан, дали ќе го додадеш и него? Може малце, само... Сосема малку додавам. Да, посебно се пржи модриот патлижан. А така ли посебно го пржиме? Добро. И тоа да го дознаеме. Добро. Сега ќе чекаме малце да биде смени бојата. Добро. Еве, додека чекаме, јас ќе те прашам какви се во Палестина дружењата. Има ли дружење? Кога јас бев на посета во Витлеем, кажува дека има час, полициски час, 8 часот, веќе да се затемнат уличните светилки, да горат само собни, домашни
имавме некој протокол со влегување во самиот Витлеем, мораше да имаме друг водич да не преведе. Па во тие моменти се најдовме, па Палестина скоро повеќе пати е во војна. Дури моравме да одиме под еден подземен тунел, каде што преку камери да видат да не сме вооружени, да не носиме нешто што е опасно. Е многу комплицирано, значи војна, прво се знае дека таму војна и не е од сега, тоа исто години. Оди град до град малце дури комплицирано, како да одите сега од Скопје до Куманово. Значи од толку блиску, а различно. Да, а многу комплицирано да стигнеш од град до град. Има, значи, на секој неколку од толку количина, значи има 2-3 пати треба да те проверат, да те застанат, да видат што носиш, да те проверат документи и многу тешко. И морам да ти кажам, не ти кажав, додека јас и ти си правивме муабет, дека мојот убав фустан, кој што го купив, навезен со македонско, на вистин македонски вес, го купив од Витлеем и со љубов го носев на доделувањето на дипломата за аџија на милениумот. Бевте, значи, на Анџелок? Така, на Анџелок 3 пати. И беше навистина за мене многу радосно. Сега кажи ми дали во топлата вода да ја додадеме коцката? Тоа ќе го ставиме во големото тенџере, кога ќе го ставиме заедно. Во големото тенџере, за да не заборавам, се внимавам. Ајде да ни биде при рака. Спремно. Ете така. И ти можеш да си исецкаш малку од модриот патлижан, додека ете сме тука. Значи, да знаев дека Бетле во Бефлахем, да бев таму, ќе ви викнав на гости. Јас 35 минути живам од Бефлахем. Точно, ако даде Господ, се спремавме во септември, но пак почна војната. И затоа, нели, она страшна војна која што таму се случува. Не само во Газа, тоа во цела Палестина. Во цела Палестина, тажно, многу тажно, но ако даде Господ да во некој убав период одам по 4-ти пат, да сум жива и здрава, тогаш ќе се договориме да те земеме со нас на патувањето. Ете така треба да биде на лентички, не? Браво. Браво. Ми треба, ако може сега малце сол, треба малце да сам сол. Добро, солта еве тука, како ми рече ти со златна лажица, со златен са. Све со златно, значи. Еве ти се со златно. Кралски малку. Интересни. Се додава на самиот модар патлижан сол. Тоа се става малце сол за да ако има вода која се пржи да не прска. Ете и тоа да го научиме од тебе, значи една убава практика. Браво за тебе. Значи, колку љубов за храната имаш, тоа е чудо. И да ја поздравиме нашата заедничка пријателка, доктор Билјана, бидејќи таа ми кажа дали да е прекрасната, што знае да готви. Ќе ја поздравиме, Билјана? Многу ќе ја поздравиме. Вели, како готви да не можеш да се кренеш од трпеза, како знае добро да сервира. Ова едни од најпознати арапска храна, ама не само она, има многу, во арапско свет многу се користи орис. Значи, дали полната пилешко, дали, например, полнати тикви, полнати компири, полнати карфио, мислам, модер патлижани, тоа се полни. Највише се користи орис. Значи, во секоја храна мора да биде мешан орис. Ете така. Јас можам ли да го додадам тука големото тенџере? Може. За да ти биде поблизу. Може. Ете така. А ова ќе го додадеме потоа. Последно, настрана ќе ни стои. Еве. Во интерес на времето да можеме се да бидеме тука. Сега ќе објасниме. Значи, така. во оваа голема тенџера прво ќе ставиме компири од издоле. Добро. Па после се става модерн патлижан, исто пржено, врз него. Па после се става пилешкото. Така. Да, па после 4-ти ред се става карфиол и со водата од нели што ја варивме пилешкото, да врие све заедно. Па после ќе ставиме орис, ама орис мешано со зачини. Така. Значи пред да го ставиме орисот, ќе вадиме водата, ќе ставиме зачини, све малце да биде на зачини. Зачини. Па после се става све врз во исто тенџере, едно врз друго ги редиш. Добро. 10-15 минути ќе биде тоа готово. Добро. Еве вака. Се обидуваме да постигнеме, но некој пат ни е потребно, можеби и простор, зашто имаме многу садови. Ајде, дзирни љовие. Малце.
Компирите може да ги извадиме, ама карфиолот ни треба уште малку. Ајде. Можеш и двете. Како што велат колегите, бидејќи времето ни одминува, можеш да ги веќе вадиш, како што рече, бидејќи им е малку потребно. И треба да го додадеме модриот патлижан, така, нели? Еве како ти личи тебе оваа убава факелка од Многу убаво. нашите пријатели од МОС. Денеска кралски ќе се чувствуваме. А јас прв пат, така јас ја користив како прв пат. Да, прв пат ти ќе им донесеш многу среќа. Ете, браво за тебе и браво за нив. За убавите резени. Ете така. Добро. Само за 2-3 минути, само карфиолот малце и ќе го извадиме. Добро. Почна. Дека повеќе се и малку подоцна видува. Ти кажав престилка да ти дадам, ми рече не. Јас сум левак и морам да фатам во левата страна, ама... Па кажи, ќе помогав јас. Добро. Затоа велат луѓето кои што пишуваат или како што рече ти левак со левата рака работи се надпросечно интелигентни. Да, тоа Браво за тебе, браво. многу. Браво. Само малце да се смени боја малце. Добро. И ќе ги додадеме и компирите. Што сакаше? Пак сакав, ама за побрзо да заврши, ама не битно. Може и без. Добро. Сега ќе чекаме само 2-3 минути. И ќе пржиме. Ќе пржиме компирите. Што ти е најубаво во Македонија? Ја шеташ ли Македонија? Шетам. Постојано. Прво што ми го сакам Македонија, значи како се, значи безбедност. Се осекам безбедна, се осекам дома. Дома се тука се осекам срекна, безбедна, срекна. Имам тука голема фамилија исто, фамилија од мајка ми на мама страна. Шетам, Одлично. Да. Одлично. Тоа е дали би ја шеташ да ја запознаеш Македонија повеќе. Да, шетам. Добро. И тоа е многу битно што ете убаво кажа дека безбедно се чувствуваш Безбедно се и осекам. убаво. Дека јас сум дојдена од држава што сум живела во војна цел живот. Во војна цел живот. Нормално Вистина, нема споредба на мир тука, страшно, нема така. споредба од мир и слобода и безбедност. Ни се вклучи алармот, вели ајде да стоплите вода вие две, затоа што треба да се вари. Може да ги извадиме сега, полека. Добро. Само Еве може повеќе. Ајде да го ставиме тука, док да заврши. Добро. Уште модриот патлижан. Да го ставам дека ова поголемо. Добро. Ке се Како карат се колегите за Да, да знаете. па ти кажав јас, можеш да ни предизвикаш проблем. Ама ќе пробати. Пак ти сакат уште еднаш. Уште еднаш да ни направиш. Добро. Чекам за да го наместиш ова модриот патлижан, па да побарам рецептот на денот. За да видиме што се нам ни е потребно, а дури можам и да го читам, а ти веќе да го поставуваш, бидејќи лесно се пржи модриот патлижан. Ајде да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Палестинска маклуба. 100 грама ориз. 3 компири, 1 модр патлижан, 1 главица карфиол, 250 грама пилешки стек, 1 пилешка коцка за супа, малку масло, сол, бибер, сув зачин, куркума, кари и многуте зачини кои ги донесе мојата драга пријателка Данида. Сега почнуваме да редиме во големото тенџере. Ти веќе си започна. Компири. Прво почнуваш со компирите. Значи се стават компири за ако ќе се лепи нешто да не се лепи све. Добро. Значи ова се става за да не се лепите. Поблизу додаде си го до тебе, зашто ете така поблизу да ти биде. Добро. А рече со левата рака, затоа ти е мачно. Добро.
Не знам да ти помогнам. Ова е за мене нов рецепт. Ки гледате, друг пат вие ќе ја правите. Така да ми дојдеш на гости и јас да правам дома. Доволно, мислам, компиро, јас Добро. се поише. Добро. После ќе ставиме Добро. моден патлижан малце. Модриот патлиџан. Еве, колегите веќе следат. Колегите се више гладни, Да, или? месото да го додадам тука близу Сега до месото ќе тебе. ставиме. Ете така. И јас повлекувам Ставиме се пилишкото што сега. не ми треба. Така. Добро. После се свела без, мислам, ете така се става. Карфиолот. Карфиолот, да. Добро. И додаваме ориз. Така. Прво ќе ставиме водата што ја варивме орисот. Повели. Еве при рака ми е колку јас лесно со кутлача ти треба. Само ако може Добро. цедалката. Добро. Се снајдели? Се снајдов. Ајде. Добро. А сакаш да не биде Да. зачините внатре добро. Да. Одлично. Браво. Така. Девојче македонче. Браво, Така, девојче почнем македонче. на ова да се- ставиме, на големата големата. рингла. Ете така. Повторно Те. да го Док да вклучиме. врие, ќе ставиме капачето сега. Добро. Што додаваш друго? Само ако може капачето да, или може во ова да го Еве ти ставам. го капачето. Сега на оризет ќе ставиме зачините што треба да се стават. Овие 7 зачини што ви кажав сега. Добро. Ги ставаш на оризот. Да. Добро. Малце куркума ќе ставиме. Ова на најако. Добро. Малце црн пипер. Куркума, кари малце Кари. Добро. и куркума. Имаш. Не знам што има тука, но има од се. Има. Еве ти куркума. И малце сол. Солта е пред тебе, ова ти е куркумата. Се меша за да биде се исто, мислам, секаде. Мешаме Исти да биде вкус. змешано. Да, исто вкус да има. Добро. Одлично. Малце куркума. Малце поше ставивме, ама Добро, жолта ако боја ќе вкусна биде. е, ќе биде по-жолто и убава е куркумата. Ние во Македонија си додаваме буковка на се, ама ете, гледаш, вие си ставате Ете, куркума. сега змешано се гледа иста боја Така. секаде, тоа значи дека Да, змешано. Да биде убаво. Добро. Малце ќе ставиме сол. Добро. Ете така. Нема да ставам многу сол, дека ќе ставиме од коцка маги. А сакаме да додадеме коцка од супа, може сега да ја ставиме. пилешка, коцка, ете така, во самата течност. Да. Дали ти е потребна уште течност? Не, Или толку, потоа да, ќе додадеме? Добро. Добро, подаде го мене. Сега ќе го ставам орисот. Чим врие, може да се става орисот. Може да се додава. Ајде, јас ќе го повлечем капачето, а ти полека сипувај си. Се става се така од орисот. Браво. Само тавчето што ти е на кај камерите, ама ќе ни простат колегите. Не, пак само што да правам. Како вели, прв пат сум пред камери, вели, не можам да направам се како што треба. Добро. Ставивме орисот. Без оглед. Еве, дај ми го мене ова. Сега се става ова така да биде све рамно. Добро. Се врта. Се става, вика да биде рамно, да се исполни се убаво да изгледа. Капачето ти е Сега потребно. капачето, да. Ете така. И сега додека ова ни 7-8 минути сега. додека ни врие,
Ние ќе го вклучиме на најако за да биде многу побрзо. Така. Ете така. Кога ќе биде, например, кога ќе почне водата, за да знаеме дека треба да намалиме, кога почне водата да не се гледа, ќе намалиме на тројка, 2-3 минути и толку. И толку добро. Јас пред да го видиме рецептот за сосема за крај, сакам да те прашам. Дечињата кај вас, кога ќе се роди детенце, кој го дава името? Таткото, мајката. Мајката и таткото си да. одлучуваат предвремено или кога ќе чекат, кога ќе се роди? Има некои, например, поуше така дати, не знам како да ти објаснам. Првото син, например, вие имате син, првото син да земе името на ваш супруг. На татко му, на дедо му, на детото, бебето, да има името на дедото, да. Добро, името тоа на има кај нас. Да се обнови кај нас, така. Така, да. А името, фамилијата, ако сакат таткото, дали мајката, така. Фамилиарно, значи, ќе се реши. Кој сака, да, како сака бебето да се вика, да. Значи, тоа е, па добро, ете, едно убаво нешто, кај нас има кумство, затоа те прашав, а ти ми рече, може и пријателка. А тоа, ако ти се одлучиш на трето, јас да му го дадам името. Така, да, не е било кој, сам некој блиско, да, може. Ете така. Може. Добро. Интересно е сето тоа. Јас мислам дека моите колеги ќе ме послушаат да го доделиме прво подарокот на нашата гостинка, затоа што ни беше прекрасна во нашето дружење. Ова се пријателите Мост и доделуваат ваучер со кој што ти можеш да си пазариш она што сакаш и да ти биде успомен за тебе од ова наше другарување и нашите пријатели од ПКБСко. Еве. И ова е подарок за тебе, затоа што беше многу вредна и направи еден убав специјалитет. Фала ви. Морам овде да кажам чао, но за крај ќе го видите рецептот како изгледа во нашето тавче, затоа што ќе треба уште малку да ни крчка. Драги мои, тука ја поздравувам Далида, ве поздравувам и вас и што ми преостанува да кажам освен ве сакам.